Јавното обвинителство уште од донесувањето на наредбата за спроведување истражна постапка против две лица за кривични дела примање награда за противзаконито влијание и перење пари и други приноси од казниво дело, имаше основи за сомневање дека и лицето врз кое се влијаело, јавниот обвинител презел кривично-правни дејствија. Од досега обезбедените вербални и материјални докази во истрагата, јавното обвинителство утврди дека основите на сомневање се издигнаа на степен на основано сомневање дека јавниот обвинител сторил кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Со оглед на тоа, ве известуваме дека јавниот обвинител кој ја води постапката донесе наредба за проширување на истрагата и против јавниот обвинител, кој е приведен и обвинителството од надлежниот суд ке предложи определување на мерка притвор. Од обезбедените докази се утврди дека јавниот обвинител ја искористил својата службена положба и овластување, кое ги има по Законот за специјалното јавно обвинителство и одредбите од Законот за кривичната постапка и за себе и за други лица прибавил имотна корист во значителен износ. Од месец ноември 2018 година до април 2019 година, еден од осомничените во оваа истрага со искористување на своето претпоставено влијание врз јавниот обвинител, преку претходно воспоставени пријателски односи, влијал да се изврши службено дејствие што не би смеело да се изврши. Откако осомничениот јавен обвинител донел наредба за спроведување на истражна постапка против повеќе лица во предметот со работен наслов Империја, влијал на едно од лицата против кои се водела истрагата, да му се олесни неговата положба во таа постапка со укинување на мерката притвор и да му се определи поблага мерка куќен притвор, да му се даде својство на заштитен сведок и со наредба да се запре истражната постапка или да се склучи со него предлог спогодба за вина за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета и да му се укине мерката на предпазливост при времено одземање на неговите патни исправи. Јавниот обвинител го прифатил влијанието од осомничениот и при неизменети околности, врз основа на кои бил определен притворот, дал предлог притворот против осомничениот во предметот Империја да се укине и да му се определи поблага мерка куќен притвор, пошто на 27 декември 2018 година Апелациониот суд Скопје донел решение за определување на мерка куќен притвор. Со повеќе преземени дејствија двајцата осомничени за да го убедат осомничениот од предметот Империја во влијанието кое е едно од лицата против кои се води истрагата го има врз јавниот обвинител, во повеќе средби телефонски преку спикерфон разговарал со јавниот обвинител и по разговорите и средбите, откако осомничениот во случајот Империја и неговата сопруга биле уверени во влијанието, двете лица против кои се води истрагата од овој осомничен барале 8 милиони евра за олеснување на неговата положба и на 20 февруари 2019 година двајцата дошле во домот на осомничениот во предметот Империја и од него зеле торба марка Луи Витон со 1 милион евра, а претходно додека тој бил во притвор од неговата сопруга зеле 500.000 евра. Потоа, во периодот март-април 2019 година, по предлог на јавниот обвинител, судот привремено одземените патни исправи му ги вратил на осомничениот од предметот Империја. Јавниот обвинител со тоа што при неизменети околности по кои бил определен и продолжен притворот и непосредно потоа дал предлог тој да се укине и да се замени со поблага мерка куќен притвор, а потоа дал и предлог привремено одземените патни исправи да му се вратат на осомничениот, а понатаму да ја олесни неговата положба во таа истражна постапка со тоа што тој ќе добие својство на заштитен сведок и ќе ја запре постапката или да склучи со него предлог спогодба за вина за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета, ја искористил својата службена положба и овластување кои ги има согласно законите и за себе и за двајцата осомничени против кои се води истрагата,
прибавил имотна корист во значителен износ, и тоа за себе предмет и мебел во вредност од 298.000 денари, кои за јавниот обвинител ги набавил еден од осомничените, а за двајцата осомничени прибавил имотна корист од 1.500.000 евра. Јавното обвинителство интензивно и континуирано работи на разјаснување на конкретното дело и собирање докази и податоци неопходни за донесување јавно-обвинителска одлука. Јавноста може да биде убедена дека обвинителството посветено го испитува целиот кривично-правен случај и дека за секој за кого ќе утврди дека презел кривично-правни дејствија, ќе ја прошири истрагата, а исто така обвинителството неселективно ги истражува и обезбедува доказите и за другите лица и дела поврзани со овој конкретно кривично-правен настан. Јавното обвинителство и со денешното проширување на истрагата потврдува дека постапува неселективно, работи исклучиво врз основа на законот и обезбедување на владење на правото. Сакам да истакнам дека досега обезбедените докази потврдуваат дека се работи исклучиво за кривично-правен настан и затоа случајот не треба да се политизира или пак да се поврзува со учество и на лица од други држави. Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари. Затоа само информациите добиени официјално од јавното обвинителство се целосни и веродостојни.